Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тетка Маргарет ме покани господја Робингер. Треба да ги однесам незините близнаци на прошетка в сабота. Може ли? Те молам, кажи да. За жал не може, затоа што и ветив на господја Милер дека ќе си играте со незината внука. Но јас не сакам, ја мразам. Ќе одам каде што сакам. Рут, оди во твојата соба. Помислив дека се измени. Не ми е грижа. Но на Рут и беше грижа. Се фрли на креветот и многу плачеше. Рут, што е работата со тебе? Повторно бев лоша. Дали добриот пастир се уште ме сака? Тетка Маргарет, дали мислиш дека ќе ми прости? Се разбира, Рут. Ако навистина ти е жал и го замолиш Господ Исус да ти прости, тогаш ќе ти прости. Рут се молеше. Ја замоли и тетка и да ја прости. Потоа заспа со мирна совест и се радуваше на утрешниот ден. Рут и Филип планираа да одат на нивното тајно место во шумата Вилден. Многу рано братот и сестрата тргнаа по патот. Нивниот вигвам во густата шума изгледаше како и секогаш. Филип, ползејки, влезе низ отворот, но веднаш излезе. Има некој внатре! Еј, излези веднаш надвор! Ова е наша колиба! Воопшто не ми треба вашата глупава колиба. Можам да изградам подобра. Едно момче со износена кошула и искинати панталони се извлече од нивната колиба. Имаше околу 10 години. На Филип и Рут веднаш им се допадна. Тери им стана најдобар пријател. Тие ја поделија својата храна со него и тој им покажа многу тајни во шумата Вилден. Тери можеше да се качува како мајмун. Немаше дрво што беше превисоко за него. Чекај, Тери, немој повеќе! Таа гранка е многу тенка! Тогаш се скрши и Тери падна на земјата. Неподвижно лежеше таму. Рут, мислам дека се уште е жив. Остани со него, а јас ќе отидам и ќе повикам помош. Рут се плашеше за Тери и се помоли. Господе Исусе, те молам не дозволувај Тери да умре. Сакам да му кажам за тебе, за да може да стане една од твоите овци. Конечно дојде помош. Внимателно Тери беше ставен на носилка и однесен в болница. Рут, мислиш ли дека Тери ќе умре? Ке дознаеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!